Последната генерација Z направи многу големи промени на пазарот на трудот. Не прифаќа било какво работно место, не прифаќа било каков работодавач, бараат специјални услови за работа. Ние ги викаме специјални. Тие си бараат сосема нормални услови за работа, бараат внимание, бараат да прават нешто што има смисла, бараат да бидат вклучени во носење одлуки. И нормално за тоа исто преговараат за плата. И тука собствениците и поголем дел од менаџментот не се доволно подготвени за овие барања. Тоа е едната страна, и втората страна е дека бидејќи пазарот на труд станува прилично тесен, малку луѓе има кои бараат работа, собствениците имаат тенденција да кажат добро, повеќе ќе ги платиме само да останат. Ние со обукава работиме на тоа кои мерки и методи можат собствениците и менаџерите да ги применуваат, за да може да ги мотивираат и ангажираат вработените без дополнителна финансиска надокнада. Да ги почитуваат и ценат како луѓе кои нешто ствараат, кои нешто прават различно од другите генерации. Повозрастните собственици држат на тоа дека вака си ги правевме работите, вака успева во бизнисот, вака ќе си продолжам да си работам. Помладите генерации се поотворени, помладите генерации зборувам собственици, се поотворени за промените. И гледаме дека таму веќе има разлика во пристапот и веќе успеваат да ангажираат и од помладите и да ги задржат. Задржувањето на луѓето е клучот тука. Многу е скапо денеска да барате нови вработени и да ги обучувате, постојано да ги обучувате. Скап е процесот. Така да гледаме и пак ќе кажеме, пак е генерацијски јас. Пак е повозрастните некако се држат или се држиме на тоа како било и како ни функционирало, а помладите викаат промената е добра и треба да се случува за да работиме заедно на помодерен начин, да применуваме други техники. Промените полесно ги примаат помладите. Емоционалната интелигенција е клучот и разбирањето и ценењето, почитувањето, ценење на луѓето, да посветите време со луѓето да поразговарате, да ги погледнете во очи, добар ден да им кажете, да ги прашате како сте. Ние како во оваа трчаницава немаме време ни да ги прашаме луѓето како си, те гледам денес нешто нерасположен, што ти се случува. Немам време е најголемата невистина. Време за луѓето мора да имаат секој собственик, секој менаџер. Менаџерската позиција бара работа со луѓе. Не е само планирање, организирање и како да стигнеме повеќе до поголем профит. Луѓето го креираат профитот. Во суштина има една реченица што вика на луѓето не им е грижа што им кажувате, се додека не им е јасно дека вие се грижите за нив. И во суштина тоа што новите генерации го барат, и пошироко ние како вработени сакаме да знаеме дека работодавачот автентично, суштински е загрижен за нас, не како ресурс, како алатка, туку како луѓе. Во тој дел компаниите се уште имаат многу да направат и тоа е непарично, практично се базира на вештините на тој што води. Оној стар вид на авторитарно лидерство, јас ти кажувам и ти ќе ме слушаш, треба да го испратиме во историјата и да работиме на еден вид на поавтентична поврзаност со нашите вработени. Практично ние како родители донесовме во работните средини деца, нови вработени кои што сакаат малку поинаков пристап, сакаат да бидат прашани, сослушани, сакаат да бидат пред се забележани и треба да им биде укажано на кој начин придонесуваат во тимот. Работата со емоциите, исто, долго време владееше мислењето дека емоциите треба да се остават дома, не ги носи емоциите на работно место. Во суштина, таму каде што емоциите се вклучуваат во производниот процес, во креирањето на содржини, многу повеќе се вложуваат вработените и за истите пари даваат поголем учинок. Доброволно и при тоа се чувствуваат подобро. Но тоа нашите лидери, нашите менаџери се уште не го знаат. Голем дел од нив се подпираат на тоа како со нив било раководено, меѓутоа смената на генерации бара нов вид на лидерство и тука сме ние тоа да го донесеме. Потребно е да има фер плата, но не е доволно. Тоа што младите прашуваат и најчесто кога викаат платата е мала, има една додавка за ова другото што не ми чини. И ние се фокусираме на платата како мотивација, кога другите фактори, оние што се дополнителните неопходни, не ни се задоволени. И тука всушност викаме, ние не викаме да дадеме помала плата за да бидат мотивирани. Како за истата плата, за таа што е фер плата, значи тој си е посебен дел, за таа фер плата вработените да сакаат да работат повеќе, доброволно да даваат. И тоа е непаричниот фактор.